Добре дојдовте на порталот Работник. Денеска сме во просториите на Конфедерација за слободни синдикати и ќе имаме интервју со председателот Благоја Ралповски. Останете со нас. Господине Благоја, благодариме за топлиот пречек што не примивте кај вас во канцеларија. Се надеваме на убаво интервју и да ни одговорите на дел од прашањата кои што ги имаме спремено за денес. Благодарам на можноста. Еве, се надевам дека ќе биде интересно интервју во кое што ќе можеме да кажеме повеќе работи кои што се случуваат во синдикалното организирање во денешницава. Еве на крајот од 2020 година сме. Може да кажеме COVID-19 година, кој што сите осетивме. Оваа година се случија економска криза, социјална криза. Вие како синдикален лидер, од синдикален аспект, како ја оценувате оваа година? Како ја гледате оваа година? Малце комплексно прашање, но мораме да кажеме дека 2020 година беше тешка, не само од синдикален аспект, туку за сите граѓани во оваа држава, значи во Република Македонија. Се случуваа многу пребрежија каде што ние како синдикат во одреден момент дел заради здравствената криза, дел заради економската криза, не можевме да постапиме или да наметнеме наши согледувања во кои што навистина му требаат на работникот. Но можам да кажам дека 2020 година е една синдикална година во која што особено нашиот синдикат, Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, беше многу активен и беше активен се со цел да се зачуваат работничките права, се со цел да се зачуваат работните места, се со цел да се подобрат работничките права, затоа што знаеме дека се случува најразлични случувања околу социјално-економско-социјалниот совет и дека се случува многу работи со ние 4 пакети на економски пакети на владата со кои што требаше да се помогне и на стопанството, и на работниците, и на граѓаните, но можеме да кажеме дека оваа 2020 година со сите овие елементи вклучена во неа е промашена година во делот на социјалниот дел, од причина што немаме разбирање, кохезија, створено такво социјално партнерство и таков социјален диалог што може во вистинска смисла на зборот да помогне околу организирање и вистинска помош и вистинската помош и помошта да стигне токму до оние граѓани и до оној бизнис во каде што е потребно. Има уште еден момент кој што мора да го кажеме, тоа е социјалниот момент. Ова е економска и здравствена криза, тоа што го збориме ние многу време наназад, веќе прераснува при крајот на годината во една социјална криза, каде што многу граѓани кои што ги изгубија своето работно место, кои што се невработени, по остов на отказ и истечен договор за навремено вработување, луѓе кои што работеа во сивата економија, синдикалци кои што го изгубија своето работно место, не може да дојдат до некоја помош во овие тешки времења на здравствена криза за основна екзистенција на нивните семејства и на самите себе. Така да 2020 година ја оценувам од синдикален аспект како промашена година која што многу брзо треба да надокнадиме во следните години и која што посакувам веќе никогаш да не се повтори во историјата на нашата земја. Веќе спомнавте оние 4 пакети кои што владата ги донесе во изминатиот период. Тие пакети главно беа за помош на економијата и зачувување на работните места. Таа интервенција беше со сума вредност од над 1 милиарда евра. Сето тоа беше излеано кон стопанството со цел и граѓаните да го осетат сето тоа. Кажете ни дали ефектот е постигнат и дали сте задоволни од овие мерки од владата? Значи не знам каква била идејата, значи колку била честна таа идеја, но имплементацијата на овие 4 пакета беше на многу ниско ниво. Можеме слободно да кажеме дека нашите иницијативи
во однос на овие 4 пакета и нашите предлози во ниеден момент не беа прифатени, а укажуваат на слабостите што можат да произлезат од таквото работење. Например, еве, можеме да кажеме во делот на исплаќањето на платите кон работниците кои што стопанствениците ги зема од државата како помош за исплата на плати на нивните работници. Многу од нив во првиот, вториот, третиот и четвртиот пакет не беа исплатени. Еве, гледаме дека и денеска тоа истото се случува. Исплаќаат или не ги исплаќаат на работниците, или исплаќаат по денар-два. Во првиот дел, каде што не ги исплаќаат, ние побаравме интервенција и од финансовата полиција, и од државата, но гледаме до ден денеска дека нема никакви интервенции, освен што јавно се објавуваат на порталите на владата. Од друга страна, се исплаќаат по 1 денар или 2 денари на работниците, а тоа знаеме сите како е, тоа е јавна тајна како се одвива тој процес. Значи, работодавачот ги исплаќа парите према УЈП за плата, но од друга страна упатува едно писмо побарување каде што работниците имаат некакви долгови према трети лица или према работодавачот, па затоа УЈП им ги враќа и ги повлекува парите, а уствари на работниците им легнува по денар, 2, 10 динари или 20 динари, смешни суми. Тоа е една дупка во законот во кој што ја користат работодавачите многу често, но тоа ние што реагираме да интервенира и финансовата полиција, па и инспекторите при управата за јавни приходи, гледаме дека нема никаков ефект. И еве, многу работници доаѓале тука во нашиве канцеларии да бараат совет зашто им е исплатено денар или 2. Ние тоа го истражувавме, дојдавме до таков заклучок дека се прави страшна злоупотреба на средствата доделени од државата кон работодавачите, но очигледно дека државата не води сметка дека се прават кривични дела, значи напоменувам кривични дела во неисплаќањето на тие плати према работниците. И во првиот дел, каде што воопшто не им се исплаќа плата, и во вториот дел, каде што им се исплаќа денар или 2. Можам да кажам дека слободно, според нашите сознанија, 50% од работодавачите кои што побарале помош од државата за исплати на плата према работниците со цел да ги задржат нивните работни места, го употребиле или првиот или вториот модел. Тоа е една работа. Втора работа е што ние сега во четвртиот пакет, согледувајќи ги грешките од првиот, вториот и третиот пакет, предложивме на Економско-социјалниот совет, на вице-премиерот Бектики, на министерката Шакпанска, да се стават казнени одредби во делот на доколку не се исплати платата на работникот, работодавачот да ја врати сумата во исти износ и согласно тоа да плати уште казна во тој износ во кој што ги повлекол тие, во износот од големината која што ја повлекол како парични средства од државата. И во вториот дел баравме дека да стои стрикно во законот, значи каде може и колку може да се исплати. Значи, ако е 15.000 помош по однос на работник единица, да стои дека е тоа нето плата, да не се злоупотребуваат. Значи, во делот каде што имаме уште еден случај каде што државата исплаќа 15.000 за работникот, минимална плата, но се соочуваме со ситуација каде што работодавачите од тие пари ги плаќаат при донесите и додаваат дека остатокот од парите, 8.500 денари, ги даваат на работниците. Значи... Дали некој од овие предлози беше прифатен, бидејќи гледаме дека во изминатиот период вие со соопштенија излегувавте, најавувавте, сето ова го кажувавте, ние ги испитуваме сите тие работи како портал. Кој од овие ваши предлози беше прифатен? Дали најдена разбирање? Значи, не беше прифатен од овие наши предлози ни еден, и со образложение од вице-премиерот Битики на Економско-социјалниот совет, дека треба да дадеме некоја мала флексибилност во овие тешки економски и здравствени периоди, па после
во следната година, во 2021 година, можеме да разговараме со тоа, што на нас ни дава сосема легитимно право да размислуваме дека таквото действие на работодавачите во делот на неисплаќањето на платата, што да парите кои што ги побарале од државата за како помош за исплата на работниците, се со цел на задржување на работните места, е нека манипулација во која што работниците на крајот го излекуваат подебелиот крај. И можам слободно да кажам дека и делот на обештетувањето на работниците кое што ние баравне, значи жестоко баравне сите работници кои што го изгубиле своето работно место по однос на прекинување на договорите за вработување, истек на договорите за вработување, по однос на откази, технолошки вишоци и така натака, да може да се отвори еден солидарен фонд во кој што сите ќе можат да земат некоја си помош да можат да преживеат во оваа здравствена економска криза, и тоа не беше прифатено. Еве, повторно го кажуваме како апел до владата дека се најавува пети пакет, во тој пети пакет дека треба да добијат и тие работници кои што по било кој основ го изгубиле своето работно место, или работници кои што се невработени, за тоа што гледаме дека огромен број од граѓаните кои што се невработени или останале без работа, или пак работеле во сивата економија, па останале без работа, не добија во овој момент никаква финансиска помош, и страшна е ситуацијата во која што се наоѓаат сите тие луѓе. Тоа е огромен број и огромен број на семејства. Впрочем, тоа кажуваат и анализите, статистиките од колку расте сиромаштијата во Македонија, и дека ако не се преземе некоја активност во скоро време да се помогне на тие луѓе, дека тие луѓе ќе дојдат на работна сиромаштија, која што не ја сакаме. Не ја сакаме, ама предизвикува една социјална криза која што можеме да им порачаме дека КСС ќе стои на чело на нивна страна. Да, на таа социјална криза, впрочем и затоа е синдикатот да стои од страната на работниците. Така, веќе спомнавте нешто во врска со социјалниот диалог. Во каква состојба или на какво ниво е социјалниот диалог во нашата земја и партнерството? Кажете ни како се тоа функционираше во икот на пандемијата оваа година? Па, социјалниот диалог, социјалното партнерство во Македонија е само декларативно. Многу пати сме го кажале, не оваа година, и туку и во изминатите години, дека е тоа само формално и нема суштински социјален диалог, нема суштинско социјално партнерство. Се одбираат подобни синдикати кои што може да ги прифатат само мерките кои што ги предлага владата, значи кои што можат да ги покријат синдикатите или работничките организации кои што бараат подобрување или почитување на работничките права. Оваа година е во една ваква здравствена, економска, која што прераснува и во социјална криза, ја увидовме слабоста на социјалниот диалог, слабоста на економско-социјалниот совет, слабоста на социјалното партнерство. Зашто? Затоа што ако социјалното партнерство и социјалниот диалог функционираше во државата на онаков начин како што е замислено во целиот свет и како што онака функционира во Европа, ние ќе имавме многу поголеми и позначајни резултати и многу повеќе заштитени работници и заштитен бизнис во Македонија. Но очигледно дека тој дел од како да кажам, од општествениот живот, надлежните, властите не го препознаваат како потреба, туку го препознаваат како дел во кој што треба само да испорачаат резултати надвор од Македонија, да покажат дека има социјален диалог и социјално. А во суштина нешто сосема друго се случува. А во суштина се случува дека социјалните партнери кои што не се подобни за оваа власт или за било која власт, треба да на секој начин да се замолчат. И еве еден пример ќе кажам, значи очигледен. КСС веќе скоро 2 години има поднесено
документи, списоци во делот на репрезентативноста на синдикатот. Ние сме најголемиот синдикат, убедливо најголемиот синдикат во јавниот сектор. Очигледно дека претходната министерка немаше желба да го реши тој проблем, но еве и желбата на оваа министерка да се реши проблемот, па се соочува со други проблеми, се соочува со проблемите кои што ги прават социјалните партнери, кои што ја имаат таа репрезентативност во моментот, на кој начин тоа е дискутабилно и треба да се разговара околу тоа, ние ќе го поставиме во следната година и тоа прашање, но очигледно е дека инструирани од многу други страни не сакаат да го решат проблемот, не сакаат КСС да биде дел од тоа, затоа што КСС согласно Законот за работни односи, спогодбата за формирање на економско-социјалниот совет и деловникот на кој што работи тој совет, има една алатка каде што го блокира во дел, каде во минатото го блокираше, ја блокираше работата, затоа што заклучоците во делот на Законот за работни односи, во делот на Законот за инвалидско пензиско осигурување и во делот на безбедноста и здравјето при работа се задолжителни согласно закон за да имаат заклучок на економско-социјалниот совет. Тоа све се турка така, значи без заклучоци, паушално доаѓа до влада, некои други закони од влада преминуваат во собрание, некои трети закони. Во тие јавни дебати, ние да не помислите дека имаме нешто против невладините организации, немаме ништо, секако треба да се слушне и нивното мислење, но тие преку некакви проекти ги креираат политиките, какви треба да бидат законите, така да организациите на работодавачите, на работниците во права смисла на зборот, остануваат на страна од овој процес и затоа и ние и во минатото излеговме на низа протести. Еве сега оваа година не можевме заради оваа здравствена криза, но еве им укажуваме и ги уверуваме дека ако продолжат на овој начин да го водат и социјалниот диалог и социјалното партнерство, дека ќе се соочат со нас токму на улица и дека ќе им дојдеме на гости, секако со добри намери, за да ги зачуваме нашите работнички права, за да ги подобриме нашите работнички права. Портал Работник на YouTube. Притиснете лайк, сабскрајб и удрете на звончето.